Почитувани наши слушатели, гледачи и сите кои што го следите нашиот YouTube канал и општо соработници на Сдруженијето за европска социјална инклузија и Синелис од Скопје. Добро дојдовте во четвртиот дел од нашиот серијал за дел од проектот кој што го работиме заедно со Transparency International Македонија, односно невидливи граѓани. Беше интересно патување, дознавме многу работи кои што веројатно сме мислели дека ги знаеме во минатото, но учевме, разговаравме со организации, разговаравме со институции, разговаравме со медиуми, разговаравме со членовите, разговаравме со лицата кои што се директно инволвирани во овие ситуации и во тек сме на изработката на нашите извештаи кои што ќе го предадеме на организацијата Transparency International со надежда дека ќе стигне до тие што треба да стигне. Проектот беше насочен кон тоа да разбереме колку институциите се транспарентни и колку се пристапни за лицата со оштетен вид. Анализиравме институции, државни институции, локални самоуправи, политички партии и целта не беше критика, туку разбирање на состојбата и можностите за напредување. Што значи транспарентност во контекстот на овој проект е тоа што е пред се информациите да бидат достапни, јавно достапни и општо достапни за лицата кои се најинволвирани во, односно лицата со попреченост да бидат лесно пронајдени, лесно пронаѓани, да бидат разбирливи и за слепите лица тоа значи веб страници кои што работат на читачи на екран, јасни канали за комуникација и пристапни во сите оние формати во кои што тие користат. Тоа може да биде во брајево писмо, може да биде аудио формат и така натаму. Значи, не е доволно само информацијата да постои, тоа е нешто што го дознавме во нашето патување во последните 6 месеци, туку да може и реално да се искористи, значи да биде пристапна за лицата со визуелна попреченост. Во истражувањето, пред се да започнеме со државните институции, ние идовме на одредени работи, генерално тие објавуваат документи, имаат веб страници и веб страниците се во одреден дел пристапни до лицата со визуелна попреченост. Тие споделуваат информации кои што се релевантни за лицата со визуелна попреченост и тоа е позитивно во смисла дека постои структура во објавување на закони и одлуки и се забележува процес на дигитализација. Дали е тоа инициирано од невладени организации, дали е од одредени сојузи и одредени организации во кои што се, да речем, инволвирани лицата со попреченост и ги искажуваат своите мислења, исто така е подеднакво и важно тоа што и самите институции тоа се обидуваат, барем во одредени фази да го извршуваат, односно да вршат одредена дигитализација на објавувањето. Значи, главниот увид, односно тоа што го ние дознавме е дека пристапноста не е секогаш системски вклучена, значи не е она дека мора да биде, туку во пракса е тоа што дека иако веб страниците се прилагодени некои за читачи за екстра, не се сите. Значи, и исто така документите не се често во формат во кој е тешко, во кој е лесно достапен за нив, односно да имаат лесен пристап до тоа и да ги дознаат потребните работи што им треба. Значи, сома сумарум, има иницијативи, има веќе некои процеси што одвиваат, но треба повеќе. Секој дека треба повеќе и во нашиот извештај подетално се занимаваме со овие информации. Како втор дел, односно второ истражување кој што ние го направивме се локалните самоуправи. Значи, тие се, посебно во средини како што се во Македонија, тие се најблиски до граѓаните. Луѓето кои имаат потреба, доколку достапно од пред се до локалните самоуправи, односно општините. Позитивно е тоа што имаме активно споделување на информации, односно се користат социјални мрежи, почнуваат да се користат сите оние секојдневни социјални мрежи за на добар начин, пред се што тоа што веќе има инволвираност на се повеќе млади лица и очигледно е, значи луѓето кои што се барем малку информатички обучени, дисциплинирани, колку е лесно тоа да се направи. Со
одреден број на постови, едноставно стига до лицата кои што дури и со 100% оштетен вид сепак користат социјални мрежи, тие што имаат пристап, нели? И со многу малку се добива многу, односно преку користењето на овие социјални мрежи се наоѓа начин како преку тој канал да стигнат информациите до лицата, но постои голема разлика помеѓу општините. Некои веб страници, например, на помалите општини пред се не се доволно ажурирани, некои се, но имаме многу случаи дека не се воопшто апдейтираат веб страниците и пристапноста пред се на веб страниците на локалните самоуправи не е стандардизирана, че е ретко стандардизирана. Директната комуникација, научивме дека многу полесно, односно подобро функционира, почесто подобро функционира од дигитализираната. Значи луѓето одат уште еднаш, живееме во мали средини, од човек на човек до помош, директна комуникација се стигнува до потребната информација. Иако, има некои одредени иницијативи што има и начини на кои што тие може да се подобрат, може да се монетизираат и да се најде начин како сите да добијат позитивен фидбек од тоа и на крајот се добијат добитници пред целицата со визуелна преченост. Како трет дел, кој што се потрудивме да знаеме повеќе и кој што мислевме дека е најрелевантен за животот и за начините на кои што лицата имаат ефект, односно има ефект према нивните животи, се тоа јавните услуги, јавните предпријатија кои што се очигледно секој дел од секојдневните на граѓани пред се имаат најинволвираност во нивните животи, бидејќи тие посебно во општеството како Македонија најмногу имаат потреба и увид пред нивните основни животни потреби, тоа се вода, струја и така натаму. Така да тука се фокусиравме на електричната енергија, на водоснабдувањето, како јавниот превоз исто така има и административните услуги и исто како што добивме фидбек од институциите, дали е тоа поради инволвираноста на младите или дел од младите кои што веќе едноставно доаѓа ред генерацијски да бидат дел од овие институции, се има наводи, има фокус и има напори за да се дигитализира. Значи се трудат да направат одредено ниво на дигитализација, да има онлайн пристап до информациите и до сметките, полесен за лицата с попреченост и дел од услугите да се достапни преку веб и мобилните платформи на овие предпријатија. Значи, пристапноста не е секогаш предвидена во дизајнот на услугите, тоа е нашиот наод. Има, но не секогаш. Веб платформите не се секогаш прилагодени за читачи на екран. Формуларите се нешто што овие лица имаат потреба, директна потреба од тоа и не се лесно пристапни и често знаат да бидат сложени за навигација. Контактите постојат, но не се лесно достапни. Значи тука нашиот наод кажува дека треба да се фокусираме за да биде подостапно до нив од аспект на самите формулари, кои што не е проблематично да се стигне до нив, но самото нивно пополнување, тоа е според мене софтверско прашање, може да се реши, треба да се реши за да тие имаат. И многу би сменило во нивните секојдневие, бидејќи имаат добивање и плаќање на сметки, на фактури, на секакви секојдневни потреби кои што за нас може би се нешто што не иде по автоматизам, но за овие луѓе тоа не е баш така и треба и да се потрудиме да работиме како општество тоа да се промени. Значи сума сумарум, транспарентност постои во нашето општество, но пристапноста не е целосно интегрирана. Тоа значи дека информациите се објавени, но не се еднакво достапни за сите. Се создава јас помеѓу достапност и помеѓу реална употребливост. Зависи не само тоа дали има или нема лицето пристап до оваа технологија, туку како му е возможно и дали според технологијата што тоа ја користи може да ги искористи бенефитите кои што пристигнат. Значи,
потребна одредена унификација. И позитивно е тоа што дигитализацијата напредува. Дали според тоа што мораме едноставно, или дека тоа се случува поради тоа што, како што спомнав, има генерацијска потреба, односно доаѓаат младите, кои што се повеќе нели се технолошки обучени. Така да позитивен правец што можеме да извадиме од нашето истражување е тоа што дека дигитализацијата поради една или друга причина расте. Дали е тоа поради реформи или, според мене, повеќе поради тоа што се менува генерацијскиот јас, односно доаѓаат помладите во овие институции и се трудат едноставно своите знаења да ги применат да бидат корисни, но сепак тоа се случува и по тоа можеме да препознаеме дека средства за инклузијата расте затоа што од директната комуникација со самите лица се добива елемент на тоа што самите тие од другата страна, колку и да не се запознаени со нивните проблеми, дали е поради пат или поради било што, се трудиме да го промениме. Значи ова е добра основа за понатамошен развој, за институциите да станат поотворени за комуникација и дефинитивно фокусот треба и може да биде на пристапни, односно попристапни веб страници, на стандардизирани форми на документи, да се вклучува пристапноста во сите дигитални процеси и да се подобри комуникацијата, односно комуницацијска способност на институциите со органите. Овие чекори остварливи и не се толку комплицирани колку што бараат конзистентност. Значи, бараат да се остане доследен на целта поради која што нешто е започнато, а не е толку комплицирано, не е толку скапо, само треба да се остане конзистентен, да се постигне таа работа. Тоа е важно, односно транспарентноста ќе има вредност само ако секој може да има пристап до таа информација. Значи, за слепите лица пристапноста е услов за учествуваност и инклузија и кога таа се подобрува, се зголемува довербата, се зголемува инклузијата и таа станува реално, што обострано сум сигурен дека тоа е во прашање во Република Македонија и мислам дека се повеќе и повеќе ќе се со овакви иницијативи променува на подобро. Значи, да завршиме кратко, нашиот проект беше фокусиран да видиме колку тоа има интегритет и транспарентност во институциите за лица со визуелна преченост. Нашиот навод покажа дека има напредок, но дека има многу простор за напредување, односно свеста расте, но чекорот е многу јасен. Каде и да погледнеме, с кога да разговараме, гледаме дека има напредок, но треба подобро, а тоа е дека транспарентност треба да биде достапна за сите. Тоа ќе се направи со многу малку работа, може да се добие многу голем резултат и се надеваме дека оваа наша иницијатива ќе допре до тие луѓе што треба да допре и ние се трудиме и на конструктивен начин да дојдеме до одредено решение, барем во дел од работите кои што ги споменавме до сега. Јас сакам да ви заблагодарам што бевте со нас, што поздрав до сите оние што ги посетија нашите настани, што ни дадоа знаење и директен увид во информациите кои што ни беа потребни и сигурен сум и се надевам, односно дека ќе дојде до нешто што ќе резултира како ефект на оваа иницијатива, одредени резултати, одредени мислења што допра до нас и ќе стигнат до тие лица што треба да стигнат и мислам дека ќе имаме вин-вин ситуација која што ќе добијат сите. Останете со нас, ќе ве апдейтираме за наредни активности, наредни проекти и уште еден голем поздрав од Удружението за европска социјална инклузија и благодарам што ме следите.